На екс-министерот Милијана Киески за случајот на специјалното јавно обвинителство Талир ке му суди Осман Шабани. Предметот е за незаконското финансирање на некогашната владеачка партија ВМРО-ДПМН, каде се обвинети екс-премиерот Никола Груевски, Јана Киески, поранешниот владин генерален секретар Кирил Божиновски, пратеникот Илија Димовски и Леко Ристовски, но и самата сега веќе опозицијска партија ВМРО-ДПМН. За сега судијата Шабани не го закажал стартот на судењето. Откако предметот ќе биде насрочен за судење, терминот ќе биде објавен на веб страницата на судот во делот Календар на судења. Дали на Груевски ќе му се суди во отсуство или во раздвоена постапка, допрва ќе одлучува судијата Шабани. За незаконското финансирање на ВМРО-ДПМН според СЈО, Груевски обезбедувал анонимни и незаконски извори на финансирање од 2009 до 2015 година, обвинет за перење пари, злоупотреба на службена положба. За финансирањето помош на Груевски според обвинението му давале Јана Киески и Божиновски, вршејќи притисоци на фирмите кои имале договори за јавните набавки за да и платат на партијата. Груевски одбегнувал обврската, парите да ги уплати на буџетската сметка. СЈО наведе дека незаконски прибавил повеќе од 4,6 милиони евра, а со тие пари противзаконски се купувале предмети за партијата со подпис од Димовски, Чингаровска, Ристовски и Јана Киески. Токму Елизабета Чингаровска се спогоди со СЈО, признавајќи вина, а кривичен ја осуди на условна казна. Судот обвинението го прифати пред 3 дена. Ова е трет судски предмет на специјалното јавно обвинителство што ќе го води судијата Осман Шабани. Тој веќе е главен судија во предметите Топлик и Титаник. Кривичен се уште одлучува за вториот дел од обвинението за Талир, дали на Груевски и Божиновски да им се суди и за изградбата на Белата палата, а според СЈО ја злоупотребила службената положба овозможувајќи Бетун да изгради партиската зграда, а 75% од приходите на фирмата доаѓале од државните предпријатија, раководени од тогашни функционери на ВМРО-ДПМН. Партијата вложила околу 800.000 евра, ама незаконски прибавила 8,2 милиони евра.